А денеска го одбележуваме и меѓународниот ден на театарот. Идејата денешниот ден да се одбележува како меѓународен на театарот потекнува од 1948 година, кога е всушност и основан меѓународниот институт на театрите под покровителство на УНЕСКО. Почнува да се одбележува од 1962 по основањето на оваа организација и целта е секоја година со различни настани да се промовира и гласно говори за театарската уметност. За важноста на истата, но и условите во кои нашите уметници творат и работат, утрово во Македонија наутро разговараме со министерот за култура и туризам, господинот Зоран Љутков. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, чест и задоволство е секогаш да се биде во македонската радио и телевизија. Господин Љутков, ова е ден кој што секоја година го одбележуваме, за кој со радост зборуваме на темата. Падна изминативите денови за жалба сенка со сите случувања во Кочани, но не се откажавме од истата, бидејќи сметаме дека е важно да се зборува за уметноста на мигот, но и условите во кои работат нашите уметници. Ајде да започнеме со условите, тоа е нешто за што најмногу се зборува изминатиот период. Бевте во бројни културни институции изминатиот период, па не интересира што затекнавте на терен и од условите за работа, но и од безбедносен аспект. Последната информација е дека Прилепскиот војдан Чернодрински стави клуч на врата токму поради ова. Да. Најпрво би сакал да го честитам 27 март, светскиот ден на театарот, да им посакам на сите театарски работници да творат во добри услови, а јас можам да кажам дека ќе се потрудам како министер за култура и туризам што е можно повеќе да им ги подобрам условите за работа. Факт е дека се што ни се случува денес, сите овакви големи значајни денови се во сенката на тоа што ни се случи во Кочани, но ќе кажам дека театарот е можеби уметност која преку зборот знае да не коригира, знае да ни ја каже вистината ако добро ја слушаме. Всушност, театарот е коректор на општеството, театарот е коректор на властите и ќе мора многу внимателно да го слушаме какви пораки ни праќа. Да. За условите во институциите, ова е проблем кој што се провлекува со децении, но ќе кажам еден пример кога некаде во 2008-2009 година почнаа полека, нели, да се реновираат голем дел од објектите, голем дел од институциите да добиваат нови објекти. Едно нешто што ме загрижуваше е дека ние можеме да истураме пари во културата колку сакаме, можеме да даваме пари за капитални објекти, но мора да внимаваме како тие објекти понатаму ќе ги одржуваме. Тоа е најголемиот проблем. Вие можете да дадете и 20 и 30 милиони евра за една огромна институција, но мора да развиете и систем како понатаму тој ќе биде и одржлив. Ајде да не одиме до таа мера и самоодржлив, но ќе треба полека да одиме во таа насока, да ги правиме институциите и културата многу почесто самоодржлива. Прилепскиот театар е првата жртва во делот на културата, бидејќи реално ова не освести, иако го знаевме долги години во каква состојба ни се институциите од културата, сепак почнавме од внатре да ги гледаме состојбите и ова е плод на овие 7-8 месеци каде како министер веќе ги посетувам скоро сите институции и ја гледаме очајната состојба. Ке мора да се ресетираме и како општество и работиме на нови модели за да можеме овие објекти во наредниот период некако да си го вратат полека сјајот. Најстара театарска институција, нашиот Македонски народен театар, одбележува и голем јубилеј 80 години. Имаме врвна уметност на сцена, имаме врвни уметници, имаме убава зграда однадвор. Навистина изгледа многу убаво, но сепак е во очајна состојба делови од неа внатре и се распега. Тоа тлее со години. Ке му се врати ли достоинството на Македонскиот народен театар на оваа куќа? Прво морам да кажам дека беше Македонскиот народен театар последните неколку години малку заспан. Тука имаше голем удел и короната. Нели институциите беа затворени, па ни требаше малку подолг период да се вратиме назад во нормала.
но морам да кажам дека во овие неколку месеци се направија одлични продукции. Активирани се скоро сите актери од Македонскиот народен театар. Целиот ансамбл живее во духот на театарот и тоа многу ми се допаѓа, што можам да видам распродадени представи по неколку месеци нанапред, не само Македонскиот народен театар и другите институции, Македонска опера и балет и така натаму. Но пак ќе повторам тие проблеми кои што можеби биле дел од проблемите во делот на градењето, но морале да се увидат и да се интервенира. Она што го видов во Македонскиот народен театар е дека состојбата е алармантна, но дека мора да се лекува и мора да запре тој процес на распаѓање на театарот. Затоа се направен е проект, одобрени се средства за 25-та година и до крајот на годината двата клучни проблеми за протекувањето на театарот ќе бидат санирани. Ако се интервенирало многу порано пред неколку години, штетата ќе била многу помала и средствата одвоени ќе беа многу помали. Споменавте во првата реченица од разговорот дека театарот треба да биде строг аналитичар и катализатор на прогресивните идеи. Дека треба да биде и бунтовен, и силен, и слободен, и безкомпромисен. Колку во општествена криза каква што живееме, останува таков? Театарот секогаш бил на другата страна. Театарот не постои и не може да постои, нема да биде актуелен ако фали. Театарот мора да ни посочува на грешките кои што ги правиме не само како општество, туку грешките што ги правиме како индивидуи. Имаме светската драматургија станува се посилна и посилна. Можеме да видиме одлични нови драмски дела, но имаме многу малку македонски драмски дела. Странската литература веќе многу се одвојува и не ги третира проблемите кои што ги третираме ние како македонско општество, затоа што многу сме се вратиле назад и сме се отцепиле од современите европски и светски трендови. Мораме да ја поддржиме македонската драматургија, но затоа пак многу се актуелни темите кои што се однесуваат директно на човекот, кои што ни ги посечуваат проблемите како физички лица, како индивидуи. И мене тоа ми се допаѓа во овој период што се поставуваат такви дела. За да има квалитетен производ, мора да има нели пари истиот да се создаде. Сега сакам околу методот да позборуваме малку дека театрите во земјава по примерот на фестивалите првпат наместо да конкурираат на јавен конкурс, однапред ќе добиваат одредена сума на буџет за да ги реализираат своите програми, па евалуација ќе се прави на крајот, се извинувам, од годината. Мислите ли дека овој метод на финансирање ќе им овозможи на театрите да создаваат повеќе, да создаваат квалитетно, по-креативно? Видете, досега директорите на театрите беа извршни продуценти. Ние како Министерство за култура со комисиите всушност им ја креиравме програмата. Тие понатаму беа должни само да ја спроведат и нема никакви ингеренции во делот на креирањето на програмските активности. Сега на овој начин даваме да бидат многу по-слободни, многу по-автономни во изборот, се разбира, со наши насоки како Министерство за култура и како општество, што е она што ќе биде актуелно во периодот и нешто што ќе треба да се презентира на публиката. Тука не ги ограничуваме ни во бројот на премиери кои што ќе ги изведат до крајот на годината, ниту во делот на финансиите, колку ќе вложат во еден проект, колку во друг, и ќе почнат да се користат и капацитетите и ресурсите кои што ги имаат од претходно, како фундус, како застарена сценографија, реобнова на сценографија и на костими. И на овој начин силно верувам дека посебно театрите ќе станат и на еден начин и многу поодржливи како институции. Споменавте, жал ми е што на сцената не гледам македонски дела. Дали тоа значи дека потребна е програмска и репертоарска промена на програмската и репертоарската политика на домашните театри? И од друга страна ме интересира дали е потребно или ќе се инвестирали во млади, нови таленти кои што едноставно нели ќе може да даваат и да учествуваат во целата оваа приказна?
Ние многу често зборуваме и со Министерката за образование дека мораме заеднички да работиме култура, образование, па и спорт, дека мораме заеднички да работиме на многу програми кои што ќе ги поттикнуваат младите да творат. Зошто младите не творат? Затоа што не гледаат иднина, ниту пак гледаат можност нивните дела да бидат поставени во некоја од македонските културни институции. На овој начин, како делегиран буџет, директорите ќе имаат можност да ги повикуваат и да им даваат шанса многу повеќе на младите да си го покажат својот капацитет и талент и на тој начин би се осудиле да се запишуваат на катедрите, дали се на драматургија, дали на продукција, режија и така натаму. Театар уметност на емоции е насловен изборниот предмет за основците. Колку овој предмет е користен од аспект не само на препознавање на основната терминологија, туку можност да се работи на младите да ја развиваат и својата критичка мисла? Видите, многу е важно на младите да им кажеме дека не е се во телефонот. Брзите вести, брзите информации ни прават дефокус и апатија од вистинските настани. Затоа мислам дека театарот е многу важен и дека таа програма е многу важна, бидејќи имате директен контакт, бидејќи фокусот е човек на човек, бидејќи разговарате за вистинските проблеми и бидејќи споделувате вистинска емоција. Мислам дека и ова што ни се случи во Кочани некако ќе не освести дека е многу важно да бидеме поблиски едни со други, многу е поважно да разговараме за проблемите и многу е важно да ги решаваме ситуациите, да не се повлекуваме во себе си, да не си ги чуваме проблемите, туку едноставно да го искажеме тоа што ни пречи и што ни представува вистински проблем. Не е страшно, не е срамно да се сподели проблемот кој што го имате. Свесни сте за предизвиците и се работи на тоа, велите. Каков го посакувате театарот во годините кои што доаѓаат? Отворен. Многу убаво кој ќе поминете покрај некоја институција од културата, посебно во театар, кој ќе видите дека вечер има представа на репертоар, дека театарот свети и дека се полни салите. Тоа е доказ дека веќе твориме вистинска уметност. Публиката, големата посетеност, ни кажува дека сме на правиот пат. И затоа го спомнувам ова не само за МНТ и за другите институции, дека кога ни се полни салите, всушност сваќаме дека сме го постигнале вистинскиот момент, дека некој не сака и некој не слуша. Лично вам ви недостасуваат штиците што живот значат? Најмногу. Сепак, нели, работата што ја имате заедно со директорите на институциите е повеќе и менаџерска, конкретно е и ова што сега го имате, но верувам дека би се вратиле на сцена кога би имале прилика веднаш. Точно е тоа, театарот нема никогаш да го заборавам, но верувате, мораме да имаме и општествена одговорност и да се вложиме. Еве, јас влегов во овој процес заедно со менаџерите на институциите и благодарам за можноста да бидам министер за култура и да можам да променам некои работи. Чисто само сакав како подпрашање, бидејќи доаѓате од таа фела, колку е важно луѓето да ги, како што вие, ги познавате работите, сте биле таму на лице место, сте биле на тие сцени, колку тоа денес ви помага во креирањето на целокупните стратегии како да се развива конкретно театарската уметност и театрите во иднина. Тоа претпоставам ви од голема помош. Апсолутно, апсолутно. Ја знам состојбата, бидејќи сум веќе 30 години директно вклучен во театрите, не само во театрите, туку и во другите национални установи и од блиско ги познавам состојбите и како член на партијата, како нели во тие 7-8 години како опозиција, од блиску сум ги следел процесите и проблемите кои што се таложеле и се создавале, така да сум 99% сум бил вклучен во сите процеси. Така да сега е многу поедноставно да ги согледате работите и да ги решавате, но морам да кажам дека
дека културата моментално има огромни проблеми. И во однос на познавањето на материјата, надвор од темата на која што зборувавме изминативе минути, но морам да ве прашам, филхармоничарите реагираат дека првиот човек на филхармонија мора да ја познава материјата која работи, а велат тоа не е случај со новоназначениот директор тенорот Мустафа Емири. Сакам да го слушам за крај вашиот коментар токму на темата. Тие реагираат долго време за ова. Да, тие реагираат неосновано, бидејќи се реагира веќе 8 години на секое назначување на директор на филхармонија и тоа не е во нивните ингеренции, тоа е ингеренција на министерот за култура. Носи одлука и одговара за одлуката кој што ја донел. Господинот Мустафа Емири ги исполнува сите услови за да биде директор на филхармонија. Тој е човек од културата и треба да биде менаџер. Дали е оперски пејач, дали е актер, дали е музичар, треба да биде добар менаџер. Да му дадеме шанса во наредниот период да си ги исполни програмските активности кои што му се зададени за наредната година, па ќе видиме, ќе го оцениме квалитетот. Но не можеме да го осудиме пред да стане директор. Ќе дадеме шанса, па ќе анализираме. Благодариме за Благодариме. Денес во Фокус не беше секако театарот, културата е жива материја и има многу теми што да се дискутираат, така да ве очекуваме повторно на гости во Македонија. Благодарам на поканата во секое време. Ви благодариме. Остануваме нистата тема. Остануваме нистата тема. Колегата Петар Печков од Велес со една убава приказна, иако е скопјанка, веќе 3 децении е верна на Велешкиот театар, со главна улога во Госпоѓа министерка, актерката Зорица Панчич одбележува 30 години на сцена на Велешкиот театар. Убав разговор во продолжение кога одбележуваме и нели секако 80 години и на нашиот македонски народен театар, и уште еден јубилеј 30 години. Петар, добро утро. Вечерва на сцената на Велешкиот театар ќе биде одиграна премиерата на представата Господја министерка од Нушич во режија на Сениша Евтимов. Сениша пред 2 седмици беше гостин, а овој пат ја угостувам носителката на главната роља, Зорица Панчич. Зорица, дали сте Живка или имате некој друго име во оваа представа? Живка, која што станува Живана, но тоа е тоа, Живка. Со оглед на вонвременските текстови на Нушич, колку е седа тоа денеска прилагодено или пак е истата приказна ни се повторува низ вековите, се ни се случува исто? Па, колку што јас можам да забележам, ништо не научивме, или ако научивме нешто, научивме многу малку. Затоа е Нушич безвременски, затоа сите големи автори се безвременски, затоа што ништо не научивме. Оваа представа е наменска за вас, за вашата маленкост, затоа што правите 30 години на сцената на Велешки театар, која што е ваша. Сте имале можности на друго место да отидете, ама вие сте се решиле во Велешки театар. Сгрешивте ли? Не сгрешив. Мојот прв професионален ангажман, работен однос беше во овој театар и не ми е жал. Се разбира, имаше моменти кога не ми беше убаво, имаше моменти кога ми беше убаво, меѓутоа тоа е нешто што му се случува на секој човек. Поединечно, секој е помалку или повеќе задоволен од својот живот и од своите очекувања. Меѓутоа, сигурно неам сгрешено, дека работам во овој театар и како одминуваат годините, се поубави и подобри генерации доаѓаат, многу талентирани луѓе и многу ми е убаво што сум тука. Ако не живеете Скопјанка, така? Да. Секоја птица на своето гнездо лета, имаше многу ваши колеги од Скопје, беа тука временски си замина, ама вие останавте верна на Велешки театар. Што е тоа што толку ве врза? Навистина не знам. Јас дури немам ни роднински врски во Велес. Просто си го најдов местото. И не би сакала да го напуштам овој театар. Не за друг некој театар во Македонија. Овде ми е убаво, овде сите ги чувствувам како своји роднини и ние сме навистина едно големо семејство. Цела екипа. Зборувам тука и за техниката, зборувам за сите, значи не само за глумците, зборувам и за техниката. Сите одлично соработуваме, сите имаме многу убав начин на комуникација, со почит, со разбирање
И со кавги ако треба, меѓутоа конструктивни. Затоа не би го менувала сигурно. Велешки театар ви направи чест што и првата премиера година беше во ваша чест, мајки, каде што бевте носител на таа лога, каде што е спротивна од ова што сега го толкувате, малку една посериозна драма, човечка судбина. Најдовте лепеза на различни роли. Да, тоа се сосема различни роли. Мајка е поинаков жанр, поинаква тематика, предизвика многу тага кај публиката. А се надевам дека оваа представа нема да предизвика тага кај публиката. Не ја работиме така. Правиме комедија и се надеваме дека ќе биде урнебесна комедија и дека сите ќе уживаат како што ние уживавме во подготовките. Да, тоа беше последното прашање, ма вие го дававте одговорот. Дали ќе се насмееме вечерва? Па да, мислам дека да. Ова улога е и терет, и одговорност, ама и пријатна, убава одговорност. Господја министерка играат многу познати актерки, мислам ја играат, ја играле многу познати актерки и се надевам дека и јас ќе успеам да се вбројам во тие неколку успешни изведувачки на господја министерка. Да, кога го реков тоа, ми следното прашање, морам да го поставам. Го чувствувате ли товар врската, кој се е толкова живка или живана и сега вие се најдете на незиното место? Дали чувствувате товар? Па сега, не можам да кажам товар и не се ни обидувам да се надпреварувам со некого, затоа што секоја планина си има своја тежина. Нели, мислам, тие големи актерки ја направиле господја министерка како што тие мислеле дека треба и тоа било успешно. Мене само ми е битно да ние уживаме во представата и ние актерите и публиката. Сега колку ќе бидам успешна, дај Боже да бидам успешна не заради свое лично задоволство, туку заради наше општо задоволство. И мое, и на публиката. Тоа е сепак наша работа, моја професија и затоа се бавам со оваа професија. Не за да се бидам славна во своите собствени очи, далеко од тоа. Мене ми е најбитно во една представа таа комуникација со публиката, таа синергија, тоа е нешто неубаво што може нам, актерите, да ни се случи. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам успешна премиера вечерва. Ви честитам за големиот јубилеј 30 години и обврска да се видиме и на некој следен јубилеј. Да видиме здрави живи. Дај Боже, да. Тоа беше Зорица Панчич, носителката на главната роља во вечерашната премиера господја министерка, која што ќе се одигра на сцената на Велешки театар. Студио